Уште 200 слободни места за учење на странски јазици за сите невработени лица до 29 години. Вкупната бројка која треба да се исполни е 1000 места. Досега има околу 800 кои веќе учат по некој странски јазик на бесплатните курсеви обезбедени од Агенцијата за вработување. Директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски апелира до сите кои се уште се невработени да се пријават на огласот за да го збогатат нивното резиме при конкурирање за работно место. Тоа се трите најбарани јазици кои што ги поставуваат како услов странските инвеститори во Република Македонија и доброволни што ќе влезат во Република Македонија да инвестираат. Јас од она што го видов денеска и по разговорот со одговорните во Центар за странски јазици, гледаме дека има доста мотивирани млади луѓе кои што сакаат да научат странски јазик, кои што сакаат да постигнат некој ниво на знаење со што би се го олеснило своето вработување и да дадат поквалитетно работно место во иднина, бидејќи сега се невработени и бараат подобра екзистенција и подобра иднина. Тој додаде дека во теке и огласот за пријавување на курс за истата категорија на кандидати кои сакаат да ги збогатат нивните IT вештини, кои исто така се финансирани од агенцијата. Ние се обидуваме да обезбедиме и квалитетни знања за компјутерски технологии, со тоа што нашите клиенти или невработените ќе имаат подобри компетенции, ќе може да се вработат побрзо и да постигнат поквалитетно ниво на вработување. Инаку историјата која што имаме во Република Македонија во Агенцијата за вработување во делот на обуки за странски јазици од 2011 година до 2015 година, до крајот на 2015 се обучени 5325 успешно кандидати, од кои во овој момент се вработени 2477 лица. Поповски вели дека ова е бенефиција за сите кои се уште бараат работа да бидат поконкурентни на пазарот, бидејќи со збогатување со некои од странските јазици како англискиот, германскиот и францускиот полесно може да се вработат и во некои од странските фирми во државата.